Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Македонија денес слави 20 години независност од поранешна Југославија. Како символ на националната гордост, владата го представува својот проект за реновирање на главниот град, познат под името Скопје 2014. Со честитки за празникот, ние одиме на другите вести од САД и во светот. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во името на председателот Барак Обама и граѓаните на САД го честиташе 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, подвлекувајќи дека САД се горди што ја поддржале Македонија во развојот и транзицијата изминативе 20 години. Американскиот председател Барак Обама вечерва во ударен термин пред обата дома на Конгресот ќе одржи говор за неговите планови за поттикнување на американската економија и креирање на нови работни места, што се смета за најважен говор во неговиот мандат. Берзите во Европа и САД забележаа благ пад во средата, особено по шпекулациите дека говорот може да се одржи предлози за стимулирање на економијата. Властите во САД велат дека годинава е регистриран историски голем број временски непогоди кои причинија огромна материјална штета. Се работи за 10 природни катастрофи, за кои е потребен надомест од $1 милијарда за секоја од нив. Многу нешто се случи од 11 септември 2001 навамо, но една од поголемите промени во оваа деценија е карактерот на американската армија. САД поведоа војна во Ирак и во Авганистан и влегоа и во други мисии. Армијата, обучувана врз теоретски концепти на војна, прерасна во искусна сила, подготвена за какви било конфликти. За ова ќе зборуваме во приложение. Времето одминува. Овие војници се близу до соборувањето на непријателот. Имаат мал простор за грешка. Овој пат битката е всушност популарна игра, но за неколку месеци многумина од овие војници ќе бидат во Авганистан, а куршумите ќе бидат заменети со вистински. Некои од војниците биле на тинејџерска возраст кога се случија терористичките напади во 2001 година. Сега тие се вистински борци, а многумина од нив биле во Ирак и Авганистан по 3, дури 4 пати. Долгите маршеви и натаму се дел од рутината. Но капетанот Мейсон Варт вели дека новите вежби помагаат да се обучуваат војниците за борби во нови видови на војни, што се појавија по нападите на 11 септември. Армијата се промени од 2001 наваму, а со постоењето на глобалната војна против тероризмот и темпото на нашите операции драматично се промени. Американската армија води постојана војна против терористичките закани уште од 2001-та, а постојаната војна значи дека овие војници треба да бидат подготвени да се борат за подолг период. Фокусот сега е ставен на контратероризмот, бунтовништвото и справувањето со повеќекратните закани. Полковникот Бери Хагинс предводел трупи во Ирак, а наскоро ќе има иста задача и во Авганистан. Мора да одржиме флексибилност, стратешка флексибилност, за да бидеме во состојба да одговориме на нови видови закани. Станува збор за невидлив непријател вооружен со бомби направени во домашни услови, што честопати се кријат меѓу цивили. Нашиот идентитет не може да биде дека сме уништувачи, треба да се свати дека сме заштитници. Армијата сега има подобра, побрза и поефикасна опрема. Новите возила, побрзата и пософистицирана високотехнолошка опрема со себе донесе и нова тактика. Воедно тоа е постојана битка да се остане на врвот, бидејќи, како што велат експертите, непријателот е мудар наспроти мислењето на многумина. Планот, велат стручњаците, е како да бидеме уништени. За сега крајот на американската војна против тероризмот не е на повидок, но целта на армијата е да ги обучува војниците да извојуваат победа на кој да е воен фронт, што се појавил или ќе се појави по терористичките напади врз САД. Иако може да се каже дека од 11 септември 2001 наваму во САД ништо не е како што беше порано, овие денови особено може да се наречат вонредна состојба. Обезбедувањето е засилено спроти одбележувањето на 10 годишнината на терористичките напади, иако надлежните велат дека нема кредибилна закана за иминентен терористички напад. Еве слика на САД деновиве.
Американските агенции за спроведување на законот ги зголемуваат мерките за евентуални терористички акти. Во Њујорк полицијата патролира со чамци кои можат да откријат нуклеарно оружје. Полицијата врши надзор на мостот во Бруклин. Патролите се детални. Оделот за домашна безбедност вели дека нема докази за конкретна закана, но Ал-Каида најавила дека наводно планира напад со мали авиони на спортски настани, некаде околу ова време. Бред Гарет, поранешен агент во FBI, смета дека опасноста е реална. Имаме многу мали аеродроми и може да летате под опсегот на радарите. Такви напади се можни. Новиот лидер на Ал-Каида, Айман Ал-Завахири, отворено ги повикува приврзаниците да ги напаѓаат американските цели. Ова не е време да бидеме безгрижни. Ал-Каида го опипува теренот, а ние треба да сме подготвени да реагираме. Франк Силафо е директор на Институтот за домашна безбедност при Универзитетот Џорџ Вашингтон. Тој особено посочува на опасноста од Ал-Каида во Јемен и во Сомалија, кои може да одиграат голема улога во евентуален напад. Експертите долго упатуваа на уште еден сегмент за можен напад на американска почва – железницата. Деновиве има распоредено дополнителни полициски патроли на главните транспортни центри. Транзитните системи почнаа со прегледување на торби на патници, а полицијата објави дека тајни агенти се распоредени по возовите. Аналитичарите од областа на противтероризмот велат дека најдобар начин за заштита е креирање на слоеви на обезбедување. Надлежните служби пред 11 септември велат дека токму тоа го прават. Ако некогаш сте се запрашале што се случи со школата за летање каде терористите учеле да управуваат со авиони, утре ке чуете. Мохамед Ата бил молчалив, Ал-Шехи разговорлив. Двајцата подеднакво арогантни. Такви ги памети собственикот на школата за летање во САД. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска во студиото во Вашингтон. И тоа е се за денеска. А се што не успеа да влезе овде, веќе знаете, ќе го најдете на нашата веб страница. Адресата е glasnaamerica.com. Догледање.